Благодарам, почитуван председател на македонската влада, Зоран Заев, почитуван министър за транспорт, Благој Бачварски, почитуван министър за внатрешни работи, Оливер Спасовски, почитуван градоначалник на община Штип, доктор Сашко Николов, почитувани пратенички, пратеници, советнички, советници, директори на явни предприятия, представници на институциите, на изведувачите, на надзорот, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Штип и на Истокот. Особено ми е драго кога гледам како Истокот од заборавен и запоставен регион во минатото сега се претвори во регион во кој што во буквална смисла на зборот се реализираат голем број на капитални инвестиции. Се спроведуваат проекти кои со години или со децении биле само на хартија, заглавени во бюрократски и административни лавиринти, а истите се од огромно значење за животот на сите граѓани. Токму изградбата на браната Отиње, како што кажа и премиерот Заев, е сон на штипјани со децении наназад, кој сега станува реалност. Реализацијата на овој проект е важен не само за штипјани, туку за целиот македонски исток. Но на овој проект сум посебно горд и силно го поддржував и поддржувам, бидејќи целата процедура за изградба на браната започна кога бев министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, а кога Благој Бачварски беше градоначалник на Штип и кога првин ги искористивме можностите на програмата на Министерството за земјоделство за рурален развој да ги одглавиме сите овие постапки и процедури и да ја трасираме и браната и овој проект на правиот пат. Оваа брана е повеќе наменска и како што кажа преку управата за водостопанство и програмите на Министерството ги започнавме процедурите кои што продолжија преку инвестициите на Министерството за транспорт и денешниот министер Бачварски. Истата ќе служи за обезбедување на биолошки минимум, водоснабдување со технолошка вода за индустријата и за наведнување на градското зеленило, дополнување на водоводниот систем за обезбедување на вода за пиење, заштита од поплави на градот Штип за спорт, за рекреација на населението и за наводнување на околу 200 хектари. Сето ова е од исклучително значење за подобрување на условите за живот и во Штип, во Штипскиот регион и во македонскиот исток. Оваа влада покажа како вистински треба да се грижиме за сите граѓани, да обезбедиме достојни услови за живот во секоја општина, за реализација на инфраструктурни, на капитални проекти кои што се од значење за граѓаните. Водејќи се од начелото на рамномерен регионален развој, ги надградивме слабостите со кои што се соочува истокот, североистокот и целиот овој регион, преку големи инвестиции. Токму во овие региони, покрај овие проекти, преку програмата за распределба на средства од концесијата на ТАФ, ќе бидат распределени во овој период 6 милиони евра за 21 различен проект во делот на водоводните мрежи, фекална и атмосферска канализација, реконструкција на локални патишта, до изградба на детски градинки, на основни и средни училишта, на резервари за вода, на системи за наводнување и останати проекти. Паралелно непречено се отвива инвестицијската офанзива на патната инфраструктура во целиот источен и североисточен регион. На исток се гради експресниот пат Штип-Кочани во две фази, од која што едната е веќе завршена. Се гради експресниот пат Штип-Радовиш, исто така во две фази, од кои што едната исто така е пуштена. Само што се вративме од пуштање во употреба на капиталниот инфраструктурен проект на регионалниот пат Пробишти-Крупиште. Сите овие делници се битни значајни за граѓаните. Во полнек се изградба и на експресните патишта во североистокот, Крива Паланка, Ранковце, на меѓународниот државен пат и неговото проширување до Деве Баир, а се реконструираат и магистралните патишта од Куманово до Страци. Сите овие проекти се важни за подобрување на условите на жителите на овие региони, за јакнење на трговијата и обезбедување на поволна бизнис клима. Во овој регион се гради уште една брана во Кочанско, која што како инфраструктурен проект чини над 30 милиони евра.
а со усвојувањето на ребалансот отвараме простор за уште еден проект за целиот овој регион, а тоа е скијачкиот центар на Царев Врв. Со усвојувањето на ребалансот, владата предвиди средства за мастер планови и започнува постапката исто така за развој на целото Соговие и на овој ски центар кој што е од особено значење за целиот регион и за целата држава. Капиталните инвестиции за јакнувањето на инфраструктурата продолжуваат и во следниот период, бидејќи тие се двигатели на македонската економија. Тие се влог во подобри услови за живот на сите граѓани, но и заради задржување на младите тука, во македонскиот исток, на тие што се тука, а на тие што заминале, да им пратиме порака дека правиме се да ги подобриме условите, да отвориме нови работни места, да направиме подобри услови за живот и да се вратат во македонскиот исток и во нашата татковина. Благодарам, нека е со среќа, честитки на сите, посакувам успешна работа на изведувачот, на надзорот со кој што ќе се видиме на 31 овој месец при пуштањето на уште еден капитален проект, а тоа е Јужна Вардарска долина. Честитки на Штип, на Штипјани и на сите. Благодарам.